Започнуваме со регионалните вести. Сушниот период резултираше со досега нерегистрирана намалена издашност на изворите и реките, од кои Тетово се снабдува со вода за пиење. Експертите решението го гледаат во нова градска водоводна мрежа и изградба на акумулациони системи. Новиот водовод кој се пушти во употреба не го реши проблемот со водоснабдувањето во Тетово. Тетовци се соочуваат со рестрикции, иако се пуштени во употреба и двата водоводни системи, едниот кој се снабдува со вода од Чарските извори и другиот од Лешничка река и река Пена. Од Центарот за јавно здравје не паметат ваква намалена штедрост која е резултат на климатските промени, односно сушниот период. Извориштата за град Тетово се наоѓаат над 1200 до 2000 метра, како што рековме, метри надморска височина, и тие се први со климатските промени, први се подложни на удар за намалување на штедрост. Во склоп со изменетиот режим на врнежи, ете го одговорот зошто е намалена екстремно овие денови штедроста на шарпланинскиот масив. И планинарите ја регистрираат појавата на мали водотеци извори што резултира со промена на целиот екосистем. Патека на движење од селото Вејце па се до врвот на 2585 метри. Попатнели за нагоре, меѓутоа и за назад, имаме можност да сретнеме од прилика 4 до 5 извори, кај кои што вкупно сите 5 извори водата беше намалена. Видливо е и се разбира, толку е намалена што едноставно не дава можност дури да се наполни вода нормално. И таа вода која стигнува во Тетово се губи поради старата градска водоводна мрежа. Незината реконструкција значително би ја подобрила состојбата со водоснабдувањето. Тетово има доста застарена мрежа, поготово кога се работи за индивидуални приклучоци, и најголеми губитоци се баш тука, кај индивидуални приклучоци. Решението лежи во искористувањето на водата од Чарските извори, која кога би се акумулирала во текот на целата година, конечно би се решил проблемот со водоснабдувањето. Размислување за правење на акумулации, кога ќе има вишок вода да се акумулира, а кога ќе ја нема да се користи. Но за сега властите немаат никакви најави, ниту за реконструкција на водоводната мрежа, ниту пак за изградба на акумулации, иако состојбата е алармантна со недостигот од водата за пиење и покрај двата водоводи, кои едва имаат 250 литри вода во секунда. Општина Тетово денес беше домаќин на средбата, чија цел беше консултација за подготовка на нов оперативен план во однос на вработувањата за 2020 година. Присуствуваше министерката за труд и социјала Царовска, како и директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска. Кои се можностите за нови вработувања и начините за формирање на што повеќе кадри? На оваа тема денес се дискутираше во просториите на општина Тетово како дел од циклусите на консултации за подготовка на нов оперативен план за вработување во 2020 година. Ваквите активности започнуваат токму во Тетово, а вклучени се локалните самоуправи, Министерството за труд и социјална политика, како и Агенцијата за вработување. Министерката за труд и социјала Мила Царовска истакна дека секогаш се бележат добри резултати кога се остварува соработка со локалните самоуправи. Оваа година одиме со подготовка на оперативниот план на локално ниво или во реална консултација со бизнис сектор за да видиме кои се нивните потреби за нови вработувања, каде треба да инвестира државата преку оперативниот план и на тој начин да создадеме повработливи граѓани кои што понатаму ќе бидат понудени на бизнис секторот или ако има одредени специфики бизнис секторот, па да адаптираме некои мерки кои што директно ќе се однесуваат и на компаниите во овој регион. Инаку мора да истакнам дека минатата година 2019 година се уште не е завршена, реализацијата е одлична на оперативниот план, иако се предвидува многу финансиски средства, 1 милиарда и 100 милиони денари, тие се веќе истрошени и со ребалансот се додаваат финансиски средства, што укажува дека навистина е голем бројот на потреба бројот на граѓани кои што имаат потреба да ги искористат овие финансиски поддршки. Од Агенцијата за вработување потенцира дека во текот на 2019 година овој регион зема големо учество во активните мерки и политики на оперативниот план.
Над 1000 лица се вклучени заклучно со месец септември, кои што земаат директно учество во практиканството, околу 400 лица, околу 170 лица во самовработувањето, околу 130 лица во обуки, преквалификации, доквалификации и во сите останати мерки кои што се предвидени во оперативниот план. Имајќи во предвид дека оперативниот план се уште е во тек, има јавни повици и за други обуки кои што во моментов се актуелни и се атрактивни, IT обуките, и воедно користам прилика да ги повикам сите млади лица до 34 години да аплицираат во овие IT обуки. Очекувам дека со креирањето на мерки и политики заедно со Стопанската комора, со локалната самоуправа, Министерството за труд и социјална политика ќе искреираме мерки и проекти кои што ќе бидат од значење за овој регион и кои што ќе се реализираат во интерес на граѓаните, на општината, на невработените лица и на работодавачите. Прва ваква иницијатива била преземена во Струмица, а Царовски истакна дека во тој град мерката е реализирана 100%. Младите гостиварци заедно со уметници и културни работници дискутираа на тема каков културен простор има Гостивар. На дебатата беше потенцирано дека младината треба да биде поактивна и да покренува иницијативи за проекти и настани од областа на културата. Младите во Гостивар треба активно да се вклучат во иницирање и организирање на културни настани и да станат креатори на културната сцена. Ова беше еден од заклучоците на дебатата посветена на гостиварската младина на тема каков културен простор има Гостивар. Еден од говорниците беше актерот и директор на Гостиварски театар Висер Вишка, кој ги сподели искуствата со младите за своите почетоци и ги охрабри да покренуваат иницијативи и да не се плашат од предизвици. Првата порака што би требало да ја пренесаме да ја превземат иницијативата во своји раце и да ја превземат, да станат активни учесници во културата, а да не да чекаат све да им се дае на тасна. Мислам, ја се бавев со култура уште во средна школа кога бев и правевме работи сами, така да тоа е едната работа. Значи, сама иницијативата е многу важна работа во културата. Треба од мали деца да се однесат, значи, од школи. Тоа сакам да го направам ја сега скоро, да ги соберам сите професори, наставници по јазици што се и да ги натерам да направиме на соработка за да ги донесат и на представи и на такви но ние мора да произведеме нешто добро за нив, се разбира. И така се стекнува и навика, така се стекнува публика, така се стекнува све. Не можеш многу луѓе баталија тоа чекаат картите да се 101 човек таму и ќе продаа карти, не се пред тоа мора организирано. Тоа го прави МН-та, најголемата куќа, тоа го прави драмски театар. 90% од картите се продаваат по организации, по здруженја, 10 карти само се оставаат, 10% се оставаат на каса. Тоа никако да го разберат овие. Дебатата ја организираше невладината АДИ со цел да ја поттикне младата популација на критичко размислување и поголема вклученост во општествените текови. Целта на оваа дискусија која ќе организира АДИ е да поттикне расправа меѓу младите и оние што не се културни уметници во Гостивар, да разговараат за културниот простор кој што го нуди градот, но и поддршката на државата по однос на културата. Целта е младите да се запознаат со активностите на самите уметници на нововоспоставениот театар во Гостивар, како и поддршката на Министерство за култура преку нивните програми, а може да ги, како корисници може да се јават и самите млади. Своје излагање имаше и Етон Весели од Инбокс студио, кој со младите го сподели искуството со организирањето на Парк фестивалот, што се одржа летово во Гостивар. Представникот од Министерството за култура пак, Исмаил Мислими, ги презентираше можностите кои што Министерството ги нуди за стипендирање и поддршка на младите во областа на културата. Неделата на детето со различни активности се одбележува во детските градинки во Тетово. Децата имаат право на љубовта, на сакање, на образование. Децата имаат право на игра. Децата имаат право на семејство. Децата имаат право да одат на училиште. Децата имаат право да играат.
Оваа недела е посветена на децата и минува во знакот на нивните права, но и должности кои ги имаат. Неделата на детето со различни активности се одбележува во тетовските градинки. Во објектот Стара градинка денес беа приредени спортски игри за децата кои престојуваат во него. Неделата на детето се одбележува првата недела од октомври. Детската градинка Младост секоја година по тој повод организира различни настани. Првата недела во октомври ни е неделата на детето, каде што воспитувачите ги учат децата, им ги кажуваат нивните права. За таа недела спремаат разни игри, разни дружења меѓу себе. Исто така цртаат, бојадисуваат во плочките, во влезот на градинките, да им ги кажат на родителите дека веќе децата све знаат. Со цел подобрување на условите за престој на децата во градинките, во текот на овие 2 години, целосно беа реновирани внатрешните простории на 3 објекти. Да речеме дека градинката има опфрска на помали реновирања или на одржување на зградите, но од нашето да не се фалимо како екипа или како комплет градинка со вработени, не само директорот, значи оваа година и ланската година имавме поголеми реновирања, а тоа е све од домаќинско водење на градинката, бидејќи све ова направено од сопствени средства и дел од средства од буџетот на градинката. Па минатата година, знаете, се реновираше комплетно тетекс градинката, каде што можевте да видите дека се реновираа и ѕидовите, и канализација, водовод, се опремија секоја занимална да има своите вециња, потоа со ламинат, плочке, све беше сменето. Значи, комплетно нова градинка, ама само внатрешно. Тоа истото го продолживме годинава со старата градинка и со поток. Значи, истите работи. Комплетно реновирање, внатрешно реновирање. Зошо си иде на комплетно внатрешно реновирање? Тоа е све поради тоа што сакаме децата да имат добри услови каде што престојуваат. Иначе, за наредната година, во 2020 имаме предвидено и спортски центар да се реновира, а потоа и надворешно фасадирање, изолација на објектите и све друго. Во Конвенцијата за правата на децата на Обединетите нации се истакнува дека детето треба да расте во семејна средина, во атмосфера на љубов и разбирање, за полесен и усогласен развој на личноста. Треба да биде подготвено самостојно да живее и да биде воспитано во духот на мирот, достоинството, толеранцијата, слободата, рамноправноста и солидарноста. Децата имаат право. Основното училиште Гоце Делчев во Гостивар денес беше домаќин на ученици од Дебарското училиште Пенестија. Децата имаа можност да се дружат и заедно учествуваа во најразлични спортски активности. Најмалите основци од училиштето Гоце Делчев во Гостивар денеска се дружеа и спортуваа со своите врсници од Дебарското училиште Пенестија. Дечињата под менторство на наставниците по физичка култура учествуваа во најразлични спортски активности и игри за да го развиваат надпреварувачкиот дух, но и да ја искористат можноста за запознавање и изближување. Настанот се одржа во рамки на проектот Унапредување на социјалната кохезија, поддржан од УСАИД. Целта е да учениците од нижите разреди да направат во спортски активности, да се зближат помеѓу себе и да запознаат своји колеги, да речам, од други градови.
Спортските активности секогаш се добре дојдени, особено за малите деца, зашто тие поминуваат многу време на часови и многу се оптоварени. Ова е многу добро за нашето училиште, за нашите деца, зашто тие ќе се сретнат со нивните врсници, да, и ќе се запознаат и многу добро тоа го примат. Значи, едва и чекат да направат нешто што има врска, значи со некој активитет конкретно спортски. Гостиварското училиште како домакин на денешниот настан од организаторите ќе добие донација со спортски реквизити, кои што учениците ќе ги користат на часовите по физичко. Вакви активности во склоп на проектот ќе продолжат да се одржуваат и во наредните 2 години, а предвидено е и продукција и емитување на ТВ емисии со млади актери на теми и проблеми кои ги засегаат новите генерации. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера вечер околу 21 часот на регионалниот пат што ги поврзува гостиварските села Врапчиште и Дебреше, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода едно лице од село Дунје и двајца од Тетово, затоа што при нивен преглед и преглед на возилото била пронајдена и одземена марихуана. Тројцата биле задржани во полициската станица Гостивар и по целосно расчистување на случајот, против нив ќе биде изготвен соодветен поднесок. Во текот на вчерашниот ден, полициски службеници на СВР Тетово од Гостивар на улица Мајор Чеде Филиповски привеле 35 годишен гостиварец, кој бил осуден на затворска казна за сторено кривично дело тешка кражба. Нешто подоцна на улица Седек Костовски во Гостивар, полицијата го привела и 31 годишен гостиварец, кој бил осуден за затворска казна за сторено кривично дело, навластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. И двајцата приведени се и упатени на издржување на казните во казнено-поправната установа Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во тетовското село Горна Лешница запреле патничко возило Citroen Xara на 21 годишник од истото село, во кое имало огревни дрва, а за кои тој не поседувал потребни документи. Тој бил лишен од слобода, а возилото и дрвата биле предадени на шумска полиција. Вчера во СВР Тетово Тетовка пријавила дека неколку лица околу 16 часот на улица ЈНА во Тетово измачувале куче скетник, пошто тие започнале расправија со неа. Во врска со случајот, едно лице било повикано на разговор во полициската станица Тетово. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Неславен старт на настапите во квалификациите за младинската лига на шампиони има младинците на Тетовска Шкендија. Тие на првиот надпревар беа поразени со високи 8:0 на гостувањето кај Динамо Киев во Украина. Почетокот на надпреварот најави дека тетовци за противник имаат и тоа како квалитетен противник, со оглед на тоа дека домашните уште во втората минута дојдоа во водство со голот на Ванат од пенал. Во 13-тата минута веќе беше 2:0 за Динамо Киев, со голот на Надолски. До крајот на првиот дел Шкендија прими уште 2 погодоци. Најпрво Волошин во 25-тата минута с големи на 3:0, а во 41-та минута Надолски со неговиот втор погодок на овој надпревар ги постави конечните 4:0 после првиот дел. Во второто полувреме иста слика на теренот. Фудбалерите на Динамо Киев продолжија да ја полнат мрежата на Шкендија. Веќе во 51-та минута беше 5:0 за домашните, со голот на Ванат, а во 56-та минута Шулијански зголеми на 6:0 за Динамо. Последните 2 погодоци на надпреварот паднаа во завршната фаза, кога Волошин во 75-тата минута стрелаше прецизно во голот на Шкендија, а конечните 8:0 на овој надпревар беа поставени во 6-тата минута од судиското продолжение од пенал, а прецизен беше и Саенко. За немоќта на младите тетовски фудбалери говори и фактот дека домашните упатија 16 директни удари кон голот на Амзаи, додека фудбалерите на Шкендија не упатија ниту еден удар кон голот на домашните. За младите фудбалери на Шкендија, кои се шампиони на Македонија во нивната возрастна категорија, ова беше втор настап на европската сцена, откако пред 2 години за само 1 гол беа елиминирани од словачкиот представник Нитра. Реванш надпреварот од првото квалификациско коло за младинската лига на шампиони ќе се одигра на 23 октомври на терените на тренинг центарот на Фудбалската федерација на Македонија во Скопје.
Времето денес беше променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Попладне, а особено кон крајот на денот и во текот на ноќта, на места врнежите ќе бидат поројни, проследени со грмежи и засилен ветер. Ќе дува умерен до засилен јужен ветер, кој попладне ќе го менува правецот во северен. Температурите се движеа од 9 до 23 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд, ќе дува засилен северен ветер кој ќе предизвика значително опаѓање на температурата. Температурите ќе се движат од 6 до 15 степени Целзиусови. Вестите ги завршуваме. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.